Civil Media. Почитуван председател Пендаровски, почитувани министри, почитувани представници на партиите, почитуван господин Берала, почитувани пријатели, дами и господа. Најпрво би сакал да изразам благодарност до премиерот Заев за неговата видеопорака. Ви благодарам многу што ме поканивте на вашата конференција за изборни перспективи во Република Северна Македонија. Би искористил оваа прилика да изразам искрена благодарност до Цивил за сите активности и проекти што ги имаат до сега спроведено. Германија отсекогаш била доверлив партнер на вашата организација во однос на финансирањето на проектите, како и во однос на политичката поддршка. Би сакал да се заблагодарам на Цивил за нивната неуморна работа и за сите напори. Вашите проекти и конференции секогаш давале одличен придонес со години во насока на зближување на владините службеници и граѓанското општество да работат заедно за европска иднина и за промовирање на европски вредности во Северна Македонија. Почитувани пријатели, утре германскиот парламент, Бундестагот, ќе донесе одлука за гласањето за почеток на преговори за ЕУ, членството на Северна Македонија и Албанија во Советот на Европската Унија во октомври. About the vote for the start of EU accession talks for North Macedonia and Albania at the EU Council in October. So we have a clear decision now for the German government. And I'm certainly optimistic that the decision. Јас сум секако оптимист дека одлуката ќе биде позитивна. А потоа сите ја чекаме одлуката на Советот на Европската Унија, а јас останувам повеќе од оптимистичен дека ќе има јасна одлука за започнување разговори за пристапување на Северна Македонија во Европската Унија. И покрај сите тешкоти и недостатоци што се уште постојат, Северна Македонија создаде успешна приказна на Западен Балкан, особено во однос на зближување на регионот. Северна Македонија моментално нема проблеми со своите соседи. Северна Македонија направи голема разлика во историската димензија со Преспанскиот договор. Тоа треба да представува пример за целиот регион. Но покрај успехот на надворешната политика, сега е битно понатаму да се продлабочи процесот на реформи и да се спроведат реформските закони претходно донесени од страна на парламентот, вклучувајќи ги исто така со гласовите на опозицијата. Овие напори треба да се засилат и да дадат опипливи резултати за секој граѓанин. И овие напори мора да ја вклучат реформата на изборниот систем. За таа цел општеството, ова се однесува и на сите делови од вашето општество, вклучувајќи ги сите етникуми. Мора да се обедини и сите тесно да работат заедно за да се надмине се уште постоечката, а понекогаш изголемена поделеност на општеството. Тука би сакал да одадам почит на улогата на председателот Пендаровски, чие мото секогаш е дека е тој председател за сите. Дами и господа, конкретните теми за кои ќе зборувате денес на вашата конференција се исто така централни делови на процесот на Европската Унија, интеграција во облик на повеќе страна поддршка од тие институции, како и очекување за напредок кон пристапувањето. Како активна членка на Европската Унија и близок сосед на овој регион, Германија сите овие прашања ги направи приоритет во својата надворешна и безбедносна политика. Фактот што самата канцеларка Меркел ги промовираше во рамките на посебната рамка на Берлинскиот процес представува јасен доказ за тоа. Поддржувањето напори како оваа конференција е конзистентно со пошироката посветеност на Германија
кон регионот и кон европското партнерство. Ве охрабрувам сите максимално да ги искористите можностите и предизвиците во ова критично време што следува, а и понатаму. Дами и господа, не сакам да навлегувам во детали за реформата на изборниот систем. Знам за дискусиите, за менување на постоечкиот изборен модел, кој се базира на поделба на земјата во 6 единици. За ова, со нетрпение го очекувам вашето мислење и добиените заклучоци од вашата конференција и на сите ви посакувам пријатен и забавен ден. Ви благодарам за вашето внимание. Civil Media